Ајде. Дали свесно одат референдумот да не успее? Не знам, ништо ги прашаш за тоа. Еве, ја ќе ги анализирам нивните, ова за мене си влегуваат во една стапица, во една замка влегуваат. Толку озлогасениот според мене, не знам според вас, договор со бугарите кој не врати во 18 и 19 век, на еден начин ќе го легализират, ќе го потврдат ако референдумот е неуспешен. Еве го народот е за тој договор и тачка. Наумов, па нели Дозволи. И после 4-5 години, зошто 17-та, зошто 18-та, 19-та, тогаш не се направи ова. А сега, пробаа еднаш во собрание, они ги губат битките. Ја тоа сум ми го кажал во очи. Дозволи, не, да те одговорам на ова. Дозволи. Значи, во собранискиот храм ВМРО нема мускули, губи. Сега ќе се го праша народот. Сега ќе го праша народот за предвремени избори. Собранието власта не му дава, власта не сака референдум, пази сега, власта не сака да предвремени избори, а па ВМРО не сака промени на устав според бугарски диктат. Тоа ми е и за тебе Косов. Има една песна, дозволи, има една песна од Индекси. Да сам ја некој. Што добива, што губи Христијан Мицкоски. Чекај се, ево ја ќе ти кажам. Значи да сам ја некој, Даурен Попович прекрасно пее. Значи да сум ја некој во ВМРО. Ја ќе го седнам 3 дена и 3 ноќи ќе го убедувам Мицкоски, лидерот, професорот, да прифати барање референдумско за предвремени избори или за промена на уставот, бидејќи не може да изгуби. Ево, ја ви тврдам, со ова прашање, ја го реков прашање од 5 до 6 километри, бидејќи е срочено во 5 до 6 реда, не може да го стисне. Ја не го разбирам прашањето.